Минатата недела 4 граѓански асоциации одржаа пресконференција пред Народната банка на Република Македонија. Тие стапија со своји барања до надлежните институции, кои ќе може да овозможат деблокирање на сметките на граѓаните од страна на извршителите. Каде е точно проблемот и дали навистина се крши законот со кој се спроведува финансиски геноцид врз населението, како што велат овие граѓански асоциации, ги поканивме во нашето студио Оливар Ристевски, заменик министар за правда, професорката Мирјана Најчевска, Ана Глигурова, представник на овие 4 граѓански асоциации, и Весна Деловска, председател на надзорниот одбор на Комората на извршители. Човекот над профитот, тоа доволно говори затоа што во последниве 2 недели особено се крена прашина во медиумите, кога излегоа и податоците, значи од УЈП на профитот кој оди кај извршителите. Од донесување на законот од 2006 година, значи наваму, особено во првите оние години како што е законот применуван, значи огромен профит имаат остварувано поединечни извршители, можеби десетина беа именувани како топ 10, меѓу нив сте и вие можеби долу на листата, но за сметка значи на тие огромни профити кои успеале извршителите да ги остварат, имаме огромен број на осиромашени граѓани. Точната бројка на овие блокирани сметки и на тоа што точно е правено врз сметките на граѓаните и дали е тоа правно на крајот на криштата како што велат од граѓанските асоциации, поточно дали вие го применувате законот, еве ќе почнеме од тоа дали вие како извршител значи го применувате точно работите според закон, поточно дали вие блокирате сметки на граѓани иако тоа не е дозволено. Законот вели сметките може да ги блокираат единствено УЈП и градоначалниците на општините. Пред се, ја поздравуваме оваа емисија, Комората на извршители, знаете дека е отворена секогаш, транспарентна, посакуваме вакви дебати, особено да дадеме одговор на овие прашања. Работиме согласно важичките одредби од Закон за извршување. Порано се викал Закон за извршна постапка. Во моментот тоа е Закон за извршување, значи присилна наплата. Следев по социјалните мрежи дека минатата недела Сдруженијето, Конфедерацијата, иницијативите пред Народна банка имаше пресконференција, каде што излегоа со свое тврдење дека единствено носителите на платен промет може да носат решенија за блокада на сметка, за присилна наплата. Така. Со ова образложили граѓанските асоциации настапија и пред Министерството за правда и подготвувајќи се за денешнава дебата, нормално како сите сме правници, ние оваа работа што ја работиме, јас го прочитав малку Законот за платниот промет на кој се повика уште на самиот почеток во член 2 од постојниот Закон за платен промет, член 2 точка 10 јасно вели решение за присилна наплата. Што се подразбира под решение за присилна наплата? Прво вика е налог за извршување од извршител. Значи, ова е одговор на прашањето дека извршителите имаат законска можност и постапуваат по закон кога ги блокираат сметките. Сакам да напоменам, малку наназад да се вратиме каква е целата процедура кога еден предмет ќе стигне кај извршител. Во Македонија годишно се издаваат околу 14 милиони и 400 илјади сметки, се ограничува на пружатели на комунални услуги. Тоа се најзагрозените семејства, тие блокади. Кај извршителите годишно доаѓаат... Ке се вратиме на ова, значи, од каде, тоа е многу важно прашање, од каде најмногу налози добивате за извршување, но во моментов, извинете, ќе ве прекинам кратко заради ова што вие велите, дека вие смеете да ги блокирате сметките. Професорката Најчевска пред неполна година имаше убаво толкување на овој закон, меѓу кој вели, ќе ве цитирам, секој блокирање на трансакцијската сметка на физичко лице е спротивно на законот и треба соодветно да се казни. Казната се однесува како на извршителите, така и на банките кои во договор со извршителите остваруваат екстра профит, односно неосновано се богатат. Велат извршителите имаат право на тоа. Вие убаво го погледнавте законот како експерт по право. Значи, сте дошле до ова тука имаме неколку работи. Значи, прво еве конкретно за блокирањето на сметките си постои закон за извршување и во законот за извршување има многу јасна процедура. Таа процедура подразбира дека кога ќе дојде
Значи, налогот за извршување до банката, зборуваме за извршување на парични средства од сметка на одредено физичко лице, да речеме, си постои процедура со која што таа сума треба да биде префрлена на посебна сметка на извршителот и од таа посебна сметка на извршителот да бидат намирени доверителите, односно доверителот. Значи, има процедура која што подразбира дека имаме сума која што треба да се изврши и префрлање на таа сума, не блокирање на сите примања на одреден човек со кое што се прекршуваат пак низа одредби кои што се претходно дадени во Законот за извршување, а кои што се заштитни посебно за физичките лица. Значи, на тој начин не се загрозува екзистенцијата ниту на тој човек, ниту на семејството, се постапува согласно членот 5 во кој што се вика дека секој извршување треба да биде направено поповолно за должникот. На тој начин всушност се овозможува примената на сите заштитни клаузули кои што викаат дека токму извршителот треба да води сметка за тоа дали нешто може да биде извршено или не, кое е нивото на извршување, до кое ниво може да се одземат паричните средства, кој вид на парични средства се заштитени, односно не смеат воопшто да бидат допретни и слично. Во моментот кога ќе блокирате одредена сметка, всушност го поставувате граѓанинот во неповолна положба. Тој е тој сега кој што треба прво да докажува, ако има платено сметка, дека имал платено сметка. Тој е тој кој што треба да плати додатни пари за одблокирање на сметката, тој е тој чие што семејство може би и не може да живее, односно чие што екзистенција е загрозена. Зашто? Заради тоа што извршителите се комотни. Комотни се во своето незаконско постапување, заради тоа што државата не ги штити граѓаните. Државата која што би требала всушност врз основа на Уставот како социјална држава да застани на страна на индивидуата и да ги заштити нејзините права и да обезбеди равноправност во правниот сообраќај во случајов им дала моќ на извршителите да прават што сакаат, да постапуваат незаконски, а доколку граѓанинот сака да ги заштити своите права, целиот товар на докажување всушност доаѓа на негова страна. Меѓутоа, јас би сакала во моментот на вистина да се вратам само една минута наназад. Јас сум стара и знам зашто е донесен овој закон за извршување, ги знам и сум учествувала во сите расправи кога извршувањето се префрлаше од судовите кон една посебна структура на извршители и слично. Првиот елемент, првата причина заради која што се воспостави воопшто оваа служба и која што беше дел од расправите тогаш беа големите должници. Значи, оние моќници, моќни предпријатија, моќни фабрики, моќни структури, кај кои што е многу тешко да ги наплатиш долговите. И всушност целиот закон беше направен со цел граѓаните кои што се доверители и кои што не може да го наплата долгот од моќниците да бидат заштитени од една ваква служба. Се она што се случуваше во овие години всушност го преврте значењето на овој закон и моќниците останаа заштитени. Дури и сега, при донесувањето на промените, Министерството за правда и владата си се сретнаа со нив за да се договорат за најповолни начини за справување со долговите на моќниците, меѓутоа не ги повикаа граѓанските организации, не ги повикаа граѓаните, не ги повикаа експертите за да ги заштитат самите граѓани. Во тоа е проблемот. Тогаш не е вие велите дека била најдобра намерата за донесување на законот, овој пат се извинам, Ристовски, направен на нови предлог закон. Тој и лаик кога не се разбира во право, па почнува го исчитува законот и тој почнува со една многу големи, да речеме, благодарници, фалби на самиот закон, дека тој не е најдобар во Европа, дека таков закон, дека одлично се применува, дека извршителите многу добро си ја вршат целата работа, дури 3-4 страници се посветени на тоа колку законот е добар и како таков нов предлог закон, повторно нема измени кои би ги задоволиле граѓаните, како што вели професорката, не се вклучени. Тие дојдоа кај вас со нивните барања, вие велите подготвивте одговор на ова. Каков е вашиот став? Мака, значи, ова се предлог законски измени кои се уште не се званично изготвени, се уште не се отидени во владина
процедура. Колку се прави проценка за последиците од еден известен закон кога се носи? Еве дури 2006 година, дали направена проценка кога се носел законот, што кого тоа све ќе загрози? Дали направена една груба проценка, нели каде живееме ние, какви се примањата, колку граѓани ќе дојдат во ситуација во каква што дојдоа, нели на хронично осиромашување и оние кои успеваат да си ги решат проблемите, така. Значи 2006 секако не сум учествувал во изготвувањето на тој закон тогаш. Проценки има во Министерството за правда. Главниот проблем за кој сме тука, претпоставам да дебатираме и за кој ги примив организациите, односно представниците на организациите кои беа во Министерството за правда, всушност не произлегуваат толку од овој закон од 2006, туку произлегуваат повеќе од претходните постапки кои биле во судовите на извршување. Значи, фрапантни се бројките, јас не ги знам во детал, меѓутоа можам од прилика да ви кажам дека имаше пренесени извршувања, ако не се лажам 2011 беше, нека ме поправат, од судовите кај извршителите, негде пресекот е јуни месец, околу 180.000 предмети, само Евана, сегашна Евана. Така. Имаме околу 45.000 предмети водовод и водостопанствата, 20 и нешто илјади од ПУИК, да го кажеме така, или стопанисување со стамбени деловен фонд и најмале бројот на побарувања од тогашна топлификација, сегашен БЕК. А дали сте упатени дека процентот е поголем на физички лица на овие барања отколку на фирми? Да, физички. Да, спрема должници, така. Па скоро 70 и нешто или 80% е према физички лица. Так. Не зборувам толку за фирми. Овде зборуваме повеќе за физичките лица. Значи, тие стоеле со години во судот. Се таложели предметите и таму настанал проблемот. Не настанува сега проблемот. Таму каматите течат по 10 и 15 години. Јас токму на таа тема разговарав со представниците кои беа кај мене во кабинетот. Тука да изнајдеме решение преку овие измени на закон за извршување е невозможно. Течењето на каматата не се предвидува во овој закон за извршување. Не е, тоа е дел од законот за облигациони односи, за начинот на каматата. Меѓутоа, јас ги известив и представниците и е во тек таа процедура дека има пратеничка иницијатива од пратеници од опозицијата, поддржани со пратеници од позицијата, за изготвување на посебен закон кој ќе регулира каматата за овие многу стари побарувања кои 2011 година од судовите беа трансферирани кон извршителите. Имаше повеќе предлози, стигна еден нацрт на предлог на закон до Министерството за правда, меѓутоа не беше доволно уреден. Ние укажавме до пратениците на кои моменти треба да се обрне внимание. Јас им укажав и на представниците кои беа кај мене во кабинетот на тој разговор. Зашто се работи? Таму настанува проблемот со приватните компании. Сега БЕК е приватна компанија, Евана е приватна компанија. Во делот на компаниите кои се во државна собственост, од типот на водовод, таму мислам дека проблемот ќе биде полесно решлив. Во насока на... Да, но се извинувам, како е можно државата во случај како што велиме приватни, банките се приватни, така, банките се приватни, БЕК е приватен, Евана е приватна. Како ние носиме закони? Дали имаат банките малку предмети за извршување? Према физички лица за вакви процентуално комуналните се поголеми? Да. Комуналните се околу Како и да е, значи ние носиме закон кој повторно ги штити фирмите, а не ги штити граѓаните. Мене ми е тоа прашањето, значи вие вакав как Јас ви објаснив пред неколку реченици. Со овој закон не може каматата не може да се уреди. Да темата на разговорите кај мене, барем по дописот што јас го добив и што ме извести владата зашто треба да се разговара со представниците на здруженијата, е во однос нив највише ги мачеше поентата дека можеби за долг од 3.000 или 5.000 денари сега, да карикираме како бројка, треба да платат целосно трошоци и камата уште 5 пати или 10 пати повеќе. Значи, течењето на каматата, ние, повторувам, со овој закон не можеме да го регулираме.
Тоа може да се регулира со Законот за облигациони односи. Дали Кој е судовите, двотретински? дали судовите се приватни или државни? Државни се. Супер. Судот- Значи, судската власт е како посебна, не е настанал приватна. проблемот со Така каматите како за се старите случи во тоа случаи? Дали настанал проблемот заради проблем кој што бил во државна институција или во приватна институција? Во државна институција. Значи, ако проблемот е проблем кој што го направила државата, државата треба и да го реши не на штета на граѓаните, туку напротив во полза на граѓаните. Ако зборуваме за тие стари случаи за кои што вие зборувате, каде што се набилдале камати заради лошото постапување на судовите. Значи не може граѓаните да ги трпат последиците на лошо постапување на државен орган. Судовите се државни, која ќе ги приватизирате, тогаш ќе зборуваме за друго. Така? Така, и не Никој само ќе да тие, ги туку приватизираме. секојдневно се случува, секојдневно се блокираат сметки веќе, нели во овој момент додека ние За тоа ќе разговараме, зборуваме после. нели, Еве, јас сакам да го адресирам овој проблем Да. кој што го кажа како настава, кој заменикот направил министер. таква проценка? Се вели, вие велите, значи направена е некоја чудна Има проценка на состојбите, а Не, има сега тоа проценки треба да се... претходно кои се правени кога Да. е носен законот за извршување 2006 година, за да се за да почнат да работат А извршителите. зошто Кога овој почнале да закон, работат кога го извршителите? подготвувавте овој предлог закон, не се консултирани повторно граѓанските Вака да ви асоциации? објаснам, да ви објаснам нешто. Значи во Министерството за правда имаше работна група која си го работеше законот. Овој закон стоеше на ЕНЕР 20 дена. ЕНЕРот е тоа. Токму тоа. Зошто е воспоставен? Претходно беше 10 дена, оваа влада го продолжи рокот на 20 дена. А зашто е Секој може викнато да да не отвори. повикавте? А зошто Да, е викната зошто не бизнис прочита? заедницата? Значи, Зошто е повикана бизнис заедницата? Стопанската комора. Зошто е повикана Стопанска комора? Ако бил на Точно. ЕНЕР и бизнис заедницата и Точно Стопанска ќе ви кажам комора зашто. можат Ти да... беа. Точно ќе ви кажам зашто се повикани банките и Стопанската комора, заради дел од одредби внатре, каде што имаат проблеми со впишување на имот од должници за претходно дадени кредити. И за идни градби придавање сега на кредити. Во тој дел е извршена измена, по нивни сугестии, ама таа измена не е извршена сега. Таа измена е извршена 2016, само што се донел законот, спремени се тие измени, само никогаш не влегува во процедура. Ние дали сега ги нашиот- ставаме во процедура. Во делот што ги интересира конкретно здруженијата, апсолутно ни нема никаква допирна точка. Нашата банките допирна и- точка е многу Сигурно дека нив не ги интересира. длабока Значи, и по... ние Ние примевме- прашуваме зошто Да ви ти, објаснам. тоа што Ние- нив ги интересира не е Ние вклучено во примивме ова. 20 можда забелешки на законот. Работната група додека стоеше на ЕНЕР. Работната група после тоа се состана повторно, дел од тие забелешки внесе, дел образложува зошто не се внесени. Во меѓувреме се поведе иницијатива од страна на Уставниот суд во делот на задолжителното застапување на адвокатите што беше во претходните, во сегашно важечкиот закон, да кажам така. Ја чекавме одлуката на Уставниот суд, затоа не брзавме со конечната верзија. Одлуката на Уставен суд стигна, ја применивме во целост, значи веќе никаде нема да сретнете во овие предлог измени, задолжително учество на адвокат во постапката на извршувањето. Оставено на слободата на граѓаните да одлучат дали ќе имаат или нема да имаат адвокат. Инаку тоа што исто така ги интересира за големите трошоци што ги имаат кај извршител, јас објаснив убаво, Кои дека велат тоа со закон извршителите код нотарот се голем дел од нив? не се кон Значи, нотарот толку големи. Што може да се реши со закон за кој што вие одбивате да разговарате? Значи, постои долг. Така, тој долг, фала Богу, треба да се врати. Постојат одредени камати и постои одредена процедура. Она што може да се реши со закон е начинот на кој што ќе се ограничи нивото на плаќања над долгот. Значи, доколку имам долг од 190 денари, не може никако по правната логика да треба да вратам 500 евра. Значи, она што законски може да се реши е тоа се рамки, тоа се ограничувања, тоа се начини, одредби со кои што ќе бидат заштитени граѓаните
посебно граѓаните од ранливите групи. Второто што може да се реши, Да ви одговорам тоа е првото само веднаш. за момент. Второто кое што може да се реши е враќање на целовитоста на постапката во рамките на она што представува судско решение. Односно, надлежност на судовите да водат грижа и за извршувањето. Независно што имаме извршители, судот е тој кој што мора да ја заврши до крај постапката. Тоа се спомнува и во неколку одлуки на Европскиот суд за човекови права. Тие викаат независно што имате вие служба за извршители и слично, судот е тој кој што мора да води сметка до каде оди постапката. Тоа значи дека доколку граѓанинот е онеправдан во процесот на извршување, не треба тој приватно да се буни, тоа е должност на судот да води сметка за тоа како и што се случило. Иначе што се случува? Доаѓа фактура до извршител, така си ја заверуваат на нотар, си ја праќаат на извршител. И извршителот ја блокира сметката. Граѓанинот вика, јас сум го платил ова. На кој начин тој во оваа ситуација ќе биде заштитен? Приговор до Така, приговор до значи- председател на суд, тоа стои сега. Значи, Од 2006 значи наваму. граѓанинот, Па го ставаме значи на позиција, товарот да, на докажување е префрлен на граѓанинот. Значи не треба Евана да ми докажи дека не сум ја платила сметката, туку јас треба да докажам дека сум ја платила. Тоа е спротивно и на законот за судовите, тоа е спротивно и на Европската конвенција за човекови права. Значи товарот на докажување е префрлен на граѓанинот и дури и да го докажи тоа, тој е тој кој што треба да го изврши одблокирањето, тој е тој кој што треба да плати за одблокирање и потоа повторно граѓанинот треба да си ги бара тие средства. Значи, вие сте го ставиле граѓанинот во дупка за сметка на големите моćници кои што ги поврзувате со државата. Меѓутоа, вие сте социјалдемократски сојуз. Значи, кога граѓаните гласале за вас, тие предпоставувале дека гласаат за политичка партија која што во својата програма и во својата идеологија го има принципот на заштита на граѓаните, а не на големиот бизнис. Во случајов, вие се однесувате Социјалниот како момент. конзервативна партија Не е која точно. што го Не е штити точно. големиот Не е бизнис. точно. Ви сте Значи, долска, апсолутно. Момент, ка- само да одговорам ќе на неколку реплицирате работи. вие во ред. Многу чувме овде, 5-минутно излагање на професорката Најчевска, ама 90% од ова нема никаква допирна точка со реалноста. Веднаш ви кажам. Во каква Никаква реалност? не. Правна реалност, реалност, јас ќе ви мислите? Правна реалност. Правна Јас не реалност. зборувам тука за Она приказни. која е Не искреирана. зборуваме за приказни. Правната реалност Вика, која ја судот создала, да врши- ја создала државата во прилог Не, не, на тоа судот да да врши, добиеме ние една правна реалност. судот да која врши ќе биде во контрола корист на над државата, а извршување. не Ајде, на- прочитајте ги момент. одлуките на Фали- Европскиот суд Може за да читаме човекови колку права. сакаме одлуки, никаде не значи пишува. вие дали сте Судот да врши прочитале некоја контрола одлука? над извршувањето. Судот врши контрола над извршувањето, тоа стои од 2006 и ден денеска не е ни пипнато сменето воопшто. И судот врши По контрола. приговор на странка, пошто суд не знае дека има извршување против Оливер, не знае, ако Оливер не приговори. Рокот е 3 дена за приговор и има судија кој е овластен од председателот на судот кој одлучува по тој приговор и после тоа жалба до апелациониот суд. Значи странката може преку судот да си ги побара своите права ако на пример ја има платена сметката. Дали ќе иземат пари за одблокирање? Знаете, Тоа со странката- закон за извршување. Ако Знаете ни ли покажат странката некаде во каква дека во состојба се некоја наоѓа земја во тие Значи, пишува странката дека се треба- регулира со закон за извршување банка што зема провизија, секоја чест. Ќе го Не ставиме банка тука. што зема Ова провизија е- заради Ова е приказ на незаконско зајавно само, што го блокирање. чувте сега. Приказ на зајавно. Заради незаконско блокирање на сметки зема банката провизија, затоа Со што закон за постои извршување не се спрега. регулира. Затоа што постои спрега меѓу државата, меѓу нотарите, меѓу судиите и меѓу извршителите за сметка на граѓаните. Ставите ја спрегата на страна. Ова што го зборувавме, што е во право целосно професорката Најчевска. Јас го разговарав со представниците тука. Владата сега работи. Токму на тоа им го објаснив јас. Многу убаво. Како да дојдеме до ситуацијата ако е 3.000 главниот долг, да не биде уште 30.000, да не прејде од главниот долг двојно. Значи 6 да биде максимум. Како што нема никаде Тоа во што го светот. зборуваме. Како што рековте, Токму, нема никаде во светот. значи, Ова е исто, ако нема никаде првото во регулирање светот. е со
Законот за облигациони односи, каде што се предвидени датум кога тече и до кога тече камата и висина на каматни како се пресметува каматата, што знаат извршителите. Еве ги Второ, стапките интервенција се тука. преку извршителската тарифа, која е во рамките на Министерството за правда, значи Министерот за правда ја носи тарифата за извршителите и тоа е следниот чекор по донесувањето на овие измени и трето да ги уредат односите во банките околу провизиите што им се земаат. Значи и јас сум бил блокиран, мене ми се случило. Дали Дали е сме- тоа И нормално? ми зедоа 1500 денари Дали што е ме тоа блокира нормално? пошто јас имав платено. Ама врз основа на што И ме ве изедоа блокираат? парите. Ве молам, врз основа Значи, на што ве Град блокираат? Скопје за ова данок што го плаќам од Град имот, Скопје а јас имав Се платено. извинувам, врз Грешка основа настанала. на што? Добро, Врз ама пак ми ја основа зедоа на што ве провизијата. блокираат? Врз основа на Провизијата што ми ја ве блокираат? Ве молам, кажете ми. Значи ова не е врз за ос- правда прашање, ова е за финансии прашање. Ама врз основа на што разбирате, ве че блокираат? Ја во делот на правда, Каде е конецот на во целата- делот на правда, за да олесниме, еве, Вие првиот не чекор е можете да направен. дадете Се препорака извинувам, до ја Министерството на за вистина финансии. сакам одговор. Врз основа на што ве блокирале? Врз основа Иван, на што што не ви си дал? Ама јас блокирале? кажав, вие Врз не ме основа слушате. на што ви ги блокирале сите трансакцијски Прашањето се сметки? однесува зошто се блокира транзакција. Зошто ве Може ли јас блокирале? да- Ама Како тоа може? не Дали е можам прашање јас за нешто да Министерството кажам за овде правда, како јас им граѓански објаснив и на луѓето сектор? кога беа кај мене. Значи, извршителот дава Ако добијам налог во збор, Ајде бе, банката, молам, банката ја Значи, Значи, јас блокира. Мислам дека Јас Може за ли работа може ли можам. да прашам Да. нешто? Аз се извинувам, вака, дали можам да прашам? Прво, во контекст на седницата, односно расправата што сте воделе или дебатата што сте воделе во влада, зошто не сме повикани ние, а се повикани да речеме Стопанската комора, не гледам причина, бидејќи нас лично премиерот, не имавме официјална средба во октомври со премиерот, ни вети дека ќе бидеме вклучени во дебатата за изготвување на измените и на новиот предлог закон за извршување. Евентуално или измени или предлог закон за извршување, дека овој предлог закон е перверзија, да ви кажам отворено, тоа што го гледам. Но, ние не бевме повикани, отпосле дознавме, но не знам дали знаете, односно ние тогаш и официјално кај премиерот му изнесов некои барања се нашите. Тие наши барања се диаметрално различно од ова што го гледам овде. Ние побаравме максимални барања како интервентни мерки во една состојба кога пациентот е клинички мртов. Тој е граѓанинот, човекот во Македонија. Тоа е привремен мораториум на извршните одлуки во Македонија, деблокада на сметките на физичките лица, бидејќи нема никаква правна основа таа блокада. Мислам, очекуваме од Народна банка секој ден. Се надевам дека правната служба... оставам, ми Не, имаме писмо до Народна банка на Република Македонија и правната служба од законот. Ова ќе го видиме расчистуваме. толкувањето на правната служба на Народна банка на Република Македонија, потоа ќе дебатираме на таа тема, не сакам пред време да го зборувам тоа. Сметам дека потполно е незаконски. Но, првото беше мораториум, значи мораториум на сите извршни знам одлуки, што да, се бара. да, тоа е многу важно. Знам, Бидејќи за тоа сето никаде тоа не е разговарав. спомнато. Не, никаде не е спомнато. Каде никаде Второ, не е спомнато? Каде никаде не е момент. Не сме повикани за да ова го кажеме. Значи го прво вика требаше да него? бидеме повикани за да ова го кажеме. Ова е вашето Да го барање. кажеме на извршителите, До да го премиерот. кажеме на... Еве го вашето барање до премиерот. Да. Еве го, тоа е вашето барање Добро, до премиерот. одлично, супер. Значи, 19 зошто? втори. Да. Момент. Проследено до мене на 26 втори, значи после една Значи недела. известени сте. На 28 втори, 2 дена после ова, јас ви пратив мејл на официјалните ваши мејлови за номинирање на лица кои ќе бидат на разговорот со мене. Одговор на мејлот добивме дури на 7.3 и на 15.3 јас се сретнав со лицата. И сите овие точки ги разговаравме и во моето Вие известување. сте имале средба предходно на 2 Момент. февруари. сте Ова е имале мојот средба. допис. Не, До на владата 2 февруари сте имале врзос- средба. Нема, ви кажувам датумите, нема што 2 да ми февруари кажете вие кога имате сум имал јас средба средба. и тоа го видов на Енер. На Еве 2 го. февруари сте имале Не, средба. исто така. 2 февруари е јавната дебата во Така, влада зборувам за за таа. законот. Средбата со вас како здружение зборувам. Не, Ама јас јавната зборувам за дебата- дебатата. И За еве дебатата. го мојот извештај Зашто до на владата јавна- по за друго повод зборувам. нивните барања, каде што како заклучок Тоа е во ред, тоа е во пишува ред. мораториум од се она што Не, беше зборуваме побарано, за две јас го различни- дадов во заклучоци до владата. Не, и го зборуваме- испратив. А зашто на Пред јавна неколку дебата дена. не Јавната биле? дебата зборуваме на 2 февруари што беше одржана на 2018 година. Значи зборуваме за таа дебата каде што имаше представници од Може представници, може би од 30. крупниот капитал. Не знам, може Од би крупниот 30. капитал ќе ви кажам кои биле представници.
Мислам, тука не е човекот. Јас не ги знам. Значи, По имија 2% од никога капиталот не е кај нив, од држава. Или известен Значи, извршител само- Гордан Станков, само мислам, мислам- видовме мислам дека не е да, доказ. само уште нешто се извинувам, Ана. Во контекст ние не бевме повикани. Втората точка, многу важна, е таа ревизија на работата на извршителите. Вие сте во надзорниот одбор на Комора на извршители, така. Јас тука имам еден случај кој е неверојатно лош. Тој случај е подкрепен со решение на народниот правобранител Иџет Мемети за блокирање на сметка на старател, старател тетка. Го знаеме случајот. Да, Дали ќе одлично. добијам Сакам јас јавноста право да за- го знае. Не, Го јавноста знае може би. јавноста. Ве молам. Кајте ве молам да ме прекинувајте. Ова е сериозно дело. Говорете. Значи се работи за извршител од Комората. Вие добро знаете за кој извршител се работи. Ова соопштение, односно ова решение на народниот правобранител е проследено со комплетна документација како е прекршен законот за извршување. Значи во случајот се работи за две деца малолетни чија тетка е старател нивен, они земаат семена пензија од Србија во вредност од 225 евра, која извршителот комплетно ја зема од сметката на тетката, старател, што е спротивно со законот. Децата остануваат цела година без евро, без денар, да можат да живеат. Тоа е такво кршење на законот. Дали вие го казнивте овој извршител? Но овој треба да му се земе лиценца. Може да одговори. Значи, не лиценца треба да му се земе. Дали вие во Министерството за правда сте седнале малку да разговарате на вакви теми? Значи, ова се многу сериозни теми. Тој се уште извршува, блокира сметки, огромни пари зема. Лихва. Може да кажеме Лихва за која кој е 10 извршител пати станува поголема. збор, вие се Станува превзимате за еден од ли бивши некои председател на некои Комора на одговори? Не извршители. добивам право Ве молам, само да дали дадам одговор. презимате мерки Значи, после откако? без разлика за кој извршител станува збор, Не, за конкретниот извршител. Значи, За овој едноставно знаете за кого се конкретен работи. случај, а инаку Тоа е тежок случај подкрепен со комплетна дали документација. ќе ми дозволите сега Да, јас повелете. 20 Да, минути повелете, клютам? повелете. Да. Да. Значи една работа да ја расчистиме. Кога доаѓа предметот кај извршител, се работи за системски закон. Професорката знае, поврзан е ланецот, ние сме последни. Свесни сме дека на ударот на јавноста, не само на физички лица, и све сме ние. Овој случај го знаеме. Значи, кога ние ќе добиеме предмет, изготвуваме еден налог по член 96 Закон за извршување. Знаете ли тетката колку пати била кај него? Дали ќе може Знаете да ми ли колку дозволи- пати дали го ќе може молела? сега да ми Момент, не може, дозволите? мора да ве прекинам. Знаете ли колку пати лично го молела извршителот да ја деблокира? Вие кога бевте Дали тоа го запознаени? знаете? Во Комората кога бевте запознаени со овој случај, како излезе во медиумите или претходно имавте никакви сознанија за работата? Од кога на излезе извршител? во медиуми, Тогаш бидејќи дознавте. На ние кој сме знаете? 101 извршител. Кој врши мониторинг врз нивната работа? Која Вчера и може- јас ќе кажам, Да? вчера има Во надзорен одбор е... Да, вие. Улогата на надзорен одбор апсолутно нема врска со работењето. Не ја Сега, мониторира. да направиме едно разграничување, ако Да. може да ми дадете Повелете, право да зборувам. повелете. Значи, предметот доаѓа кај извршител. Прво се издава налог по член 96. Тоа што значи? Сметката не се блокира. Се испраќа до должникот. Му се дава рок, доброволен, 8 дена, да пристапи во канцеларија на извршителот и да ја изнесе својата имотна и социјална положба. Ова е сега, промена имаме со новата власт, веќе Комората склучи и ние ги чувствуваме тие проблеми. Веќе е склучен меморандум, Министерството за социјална работа и труд нас ни овозможи електронски да бидеме поврзани со нив. Е сега, веќе неколку месеци тоа функционира, кога јас ќе го добијам предметот, ќе ги добијам личните податоци на должникот, првата работа што ја правам е по матичен број, влегувам во базата на Од Министерството. кога го правите ова? Ова е новина од кога беше промена на власта, пола година и повеќе. Една од првите работи. Втора работа, Министерството за правда повторно се склучи меморандум, ги отвори своите матични евиденции. Значи да видиме дали луѓето се починати, дали се живи, во која состојба се. Електронски сме поврзани со Агенција за вработување. Електронски сме Вие поврзани сакате да со ми кажете дека оваа херметичност на институциите, дека вие од 2006 година до пред една Не. година до промена на власта, вие не сте имале Сега право не, дозволете да ми, влезете Ана, се во извинувам, институции. се извинувам, Ана, имале, значи не ми меѓутоа, одговорено на сите тие- прашање. не Не ми мора одговорено да на прашање. Во ред. Значи, Ама, што Уште треба направивте? технолошки, ако Ана, знаеш бе, Што Ана, направивте? бе, Ана, Бемо. ако сака Значи- обичниот човек, јас зборувам на најобичен начин,
да може обичниот човек да Си знам. разбере. Значи ви поставам под прашање бидејќи Точно е дека, не дека биле затворени, сме ги плаќале према државата тие услуги. Јас сум можела да добијам податок од катастар, од Министерството Значи се за извинувам, внатре. не интересира тоа. Не интересира прашањето. Што е направено со овој Со овој извршител? случај. Деблокирана е сметката, значи ако Што Дали е се таа вратени направено со парите? извршителот? Дали се вратени парите? Што Тоа ги должи? си има, јас не сум надзорниот одбор, има друга Зема пари, улога. цела година Си по има 225 комора на евра. извршители, дисциплинска комисија. И што си е има направено? Конкретно за овој случај не можам да кажам бидејќи ние Значи имаме ништо не е направено. милиони предмети. Вие знаете за случајот, Не ми така? импутирајте, професорке, ништо не е направено. Значи кажувам дека јас лично не сум запознаена. Во моментот оваа пола година ние веќе имаме информации дали треба да блокираме или не. Сакам да ме изслушате уште една Повторно со минута. блокирањето доаѓаме. Значи, Поред. Повторно со блокирањето. Во Те струја, молам. парно, вода, телефонија и све. Ама како и можете да мислите дека имате право да блокирате? Човекот е должен 300 денари. Вие му блокирате пензија од 12.000 денари. Врз основа на што Ќе ме кога во послушате закон одговор за Абе, морам да извршување... се Вие не слушаме. ми Тука дозволувате да предпоставувам дадам дека одговор. ќе го ставиме на нели сега тука прашањето кој каков е притисокот на доверителите кон вас, меѓутоа На секоја сметка од комунална услуга, кога ќе ја добиеме, од оздола стои за останат долг. Странката веќе знае дека има 1 месец, 2, 3, 5 неплатена. После тоа, се појавуваат агенции, се јавуваат до тие луѓе и им велат, одете, склучувате спогодби, да уплатите на рата. Не реагираат. После тоа, дали таа фирма ќе направи ангажман на адвокат или не, започнува нотарска процедура на издавање на платен налог. Нотарот го доставува тоа решение, не реагираат. Дури тогаш доаѓа предметот кај извршител и веќе е обременет со едни, втори, трети и четврти трошоци. Нема да одиме подалеку, станува збориве за следниот случај. Дали сметате вие дека во овој случај оваа жена која била старател на 2 деца би можела да биде во состојба да ги поминува сите овие инстанци како што налага законот и доди и нели да не реагира на ова или да не реагира на ова? Се Сметате поминува. дека- Истата жена, Дали имаме смее пракса. воопшто да се стави во таква позиција Ние не некој знаеме како некој- извршители. Нели вие мора да бидете Како не знам не во- знаеме? Како не била кај извршителот, значи Како тоа не? пишува овде, самиот правобранител, значи ова јас не го зборува правобранителот. Не знам дали сте го прочитале. Значи сериозно го пишува дека таа била таму повеќе пати лично се видела со извршителот кој ваќе ги фрлал хартиите, кога она ќе му докаже дека е старател, кога она ќе му докаже дека тоа е семејна Доаѓаме пензија до на такви сираци. апсурди како Значи, кога луѓе семејна треба да- пензија на сираци. Да. Дали разбирате за какво Што дело тука се треба работи? да се докаже? Да се Ова е напише неверојатно. кривична пријава и да си одговара. Значи ние имаме една Да од е една, најконтролираните значи да е професии. една. Значи, Нека ова е бидат илјада. зрнце во морето. Значи, нека Значи, сакам бидат да ви илјада. кажам. Значи имаме Вие- системски проблем, штом постојат повеќе вакви случаи и ако има системски Ако може проблем, да се доискаже. тогаш треба да Многу го е имаме голем проблемот. реагирањето Многу е на голем Ако проблем. дојдеме до правителството. блокада на сметка, Ајде, значи да. не се реагира прв, втор, трети или четврти пат. Значи, јас веќе одам, вадам трансакцијски сметки и блокирам сметка. Во моментот кога Она извршителот се ќе го блокира. достави Блокира. налогот до Она се банка блокира. и дали има или нема пари, извршителот нема увид. Сме имале, верувајте, 7-8 години напори да преговараме со банките. Дури еден период во самите наши налози правевме одоздола уште еден став повеќе и велевме доколку приливот на парични средства потекнува од плата, пензија, приматели на социјална помош и све, банката да води грижа. А на банката е префрлате грижата. Се Немаме увид, поделена Ана. е, поделена Ана, е. немам јас увид од каде некој физичко Должникот лице. доаѓа кај Дали- вас во многу тешка психичка состојба. Значи 99% од должниците кај вас во канцеларија, не кај вас, морам кај вашите колеги сад, за вас не знам, конкретно немам ништо, но кај повеќето ваши колеги. Доаѓаат внатре во канцеларија и им носат дали се приматели на социјална. Ја имам и таков случај каде што конкретно на примател на помош од Агенција за вработување на Република Македонија од 4000 денари, технолошки вишок кој има нели 4000 И тие денари. се иземени од извршување. Не е точно. Блокирана е сметката. 2014. извршителот Дозволете. не знае дека е како каде се не? парите. Се работи Па за негова моја блиска должност е личност. да Можете знае. ли да Немаме не можете увид. ли да ме дослушате? Значи се работи за извршителка која Каква канцеларијата и се системска наоѓа до излет кафичот. Да не имедувам, знаете за кого се работи. Не е битно, Не е ние важно. сите по истиот закон работиме.
Ве молам. Значи блокирана е сметката на примател на не на социјална помош, туку на парична надоместок од Агенција за вработување на Република Македонија од 4000 лице, како да. невработено лице. 4000 денари. Жената неколку пати доаѓа кај извршителката и го носи документот. Она е блокирана у банка. Треба да се одблокира со 1500 денари. И вели, абе вика, јас за 500 денари ќе ти направам тебе секој месец да си ја плаќаш, да си го плаќаш виртуелно, тоа да си го плаќаш долгот. Абе, тоа они се иземени според член 116 од Законот за извршување, иземени се од извршување овие категории. Она Ана, значи го кршала законот. Немојте да ми зборувате, го кршала законот. Тие парични средства, долгот останува. Не иземени се од извршување, ве молам, во моментот го примала. Замрзнува, Весна, не опростува. Весна, во моментот Значи, примала не зависи парична од мене. доместок. Весна, бегате од прашањето. Во моментот била примател на парична доместок. Тие Она пари е иземена. се иземени од- Законот е прекршен. Дали ме разбирате? Законот е Парите прекршен. се иземени, Ана, од извршување, а не долгот. Само Ма вие не ме слушате. Се извинувам. Иземени се. Извршителот, Да ме само разберете. за момент, извршителот го прекршил законот. Законот. Тоа е она за што зборуваме. Значи, навистина ве замолувам, за трет момент. пат ве прашуваме, значи истото. Што превзема комората или тој надзорен одбор или кој веќе превзема за овие случаи? Ние имаме податоци кои излегуваат во јавност. Значи сега многу јасно ве прашувам и ве молам јасно да ни одговорите. Значи, излегува податоци каде што десетина извршители, значи значително нивниот приход се одделува од приходот на останатите извршители под еден. И во тие 10, каде што, меѓу другото и вашето има, вашите колеги кои се наврват во тие топ 10 и вашите приходи се многу помали од тие на оние кои се воврват. Значи, тоа е едно. Прво, значи има голема делба, што е тоа што тие подобро го прават од останатите извршители, значи како стигнуваат до овие вртоглави цифри на профит, значи од каде се овие? Во милионски суми зборуваме. Верувам дека сте вие упатен за тоа. Ги знаете тие податоци од УЈП. Така. Така, значи тоа е едно. Второ, што превземате? Значи вакви случаи какви што ги имаат овие три граѓански асоциации има безброј и секојдневно се случуваат истите. Значи секојдневно. Што превземате? Вие се иземате од одговорност дотолку дека велите ние немаме увид. Вие можете да имате увид за да одите и да правите извршување, како што се има случаи каде што земате луѓето тоа што им се нашло дома телевизор што и да вие тие пари нема да ги наплатите. Одат на сметка трансакцијски или трансакцијските сметки на движниот имот. Едно по едно прашање. Ве молам кој ми е Најкратко јасно прашањето кој врши надзор? Кој врши надзор? Надзор врши Министерството за правда најмалку еднаш годишно. Еднаш годишно. Најмалку. Јас имав вчера надзор во мојата канцеларија кој траеше 4,5 сати, каде што колегите си имаат посебно оделение кое е одговорно да работи со нотари, извршители, адвокати и така натаму. Јас имав вчера надзор кој траеше 4,5 часа, каде што по случаен избор се контролираше мојата работа од 2014 година навака. Значи, од Министерството... Под контрола што подразбира точно што Сега ќе ви кажам контролира. се. Значи, работиме во електронска програма, влегуваат. Прво го бараат уписникот. Од уписникот по случаен избор ми викаат, извади ми го тој предметот таа и таа година. Паралелно, како што јас во писмена форма го водам предметот, исто така овој ист предмет треба да биде скениран. Го водат тоа. Се влегува во кои действија сум ги превземала, кога сум ги превземала и во делот на наплатени и распределени парични средства. Значи, во контекст на ово, дали во може да контекст на тоа се носи на крајот решение и се констатира. И констатирало ли Министерството некојаш проблеми во извршувањето? Да, и има секоја година Значи, имаме ли дека имаме ваква и ваква ситуација во која Дисциплинската постапка е во рамките на комората. Аха, Они значи, да по иницијатива и после тоа на... има таму суди Значи вие контрола сам себе се правите. Одборот контролира. кој Монополот сам себе се не, контролира. Не, монополот сам себе се контролира. Таму имате- Вие Не, имате ингеренција да го Комисијата е контролирате составена тој. од суди. Од суди на Суди ве чекайте, кривичен го суд. прочитајте. Ама, Да, ве молам, да. малку... И ја суди успрега. Ако сега, Успрега. да одговорам констатира на че се жали до прашањето за апелационен, ако работката. заврши тоа министерот го разрешува и готово. Ајде сега... Може ли ова да ве прашам? Се извинувам. Ама ние Имам скокаме конкретен прашање случај на во прашање. контекст на ова што се зборува. За 2016 година ова е пријава во Управа за јавни приходи е пријавено од страна на скопски извршител кој пријавил
приходи од 377.700 евра, а расходи од 377.500 евра, со што неговата добивка за лани изнесува околу 200 евра. Какви се луѓе овие Може ли расходи? Министерството за ево одночи одмора. Чекајте. Нема надлежност за Тоа е УЈП веќе. за тоа. Поред, ова е Меѓутоа, финансиска полиција. УЈП Ова е води за постапка. финансиска Значи, полиција. јас знам за кога. Ова е за Знам за кога, финансиска пошто извештаите стигаат на полиција. маса, Дали ние ваш ви читаме. изгледа одвратно ова? Ова е ненормално. Лично Кои ме се прашувате? тие расходи? Да, лично. Значи, кои се овие расходи? Какви се? Зашто потрошил тој пари? Секако дека е одвратно. Дали како човек Јас адвокат изреагира? бев, тоа е невозможно да се. Ова е невозможно. Кои да имате расходи се толку овие? трошоци. Дали вие ова сте го виделе? Вие Сме сме го билеска виделе. повторно, Па, значи он имал само- ова ма трае јас од не 2000, добивам- ве не молам, добивам сега ќе право на оставиме, одговор. ве молам, зашто мора да добиеме одговор, значи од 2006 трае оваа состојба. Што се случува? Вие велите одвратно, што се случува? Ние имаме кој ќе ги санкционира овие вртоглаво богати извршители на грбот на сиромашните граѓани? Каде што го искршиле законот повеќе кратно, тоа може да се докаже, нели, каде што треба да одговараат повеќе инстанции, значи проблемот, да, рековме, треба да се крени и до Министерството за финансии, и до Министерството за труд и социјала, кој направил погрешна проценка на тој економски капацитет на граѓаните воопшто да може да додат до оваа состојба, да бидат извршувани, затоа што овој случај не е изолиран случај, ние сме свесни со каква просечна плата располага просечниот сме и македонски ние, граѓанин. ние го гледаме тоа. Значи, меѓутоа тоа трае, вие велите се смени власта, ние сега веќе можеме да дојдеме до договор или имаме увид. Значи, повторно се избегнува одговорноста. Кој ќе превземе одговорноста за тоа што е правено и наназад и да не се прави повеќе, се разбира. Кој ќе превземе одговорност? Може сега да одговорам. Да, ве молам. Ми поставивте Кој ќе преземе Прво, одговорност? одиме Да. за заработката. Значи, има канцелари, 101 извршител. Има канцелари во кои има 20 вработени, има канцелари во кои има 20, 20 и 25 вработени. Има канцеларија која оваа година примила 200 предмети и има канцеларија која примила 20.000 предмети. Заработката во извршување, јас ја носам тарифата, еве. Заработката на извршителските канцелари воопшто не е од предметите кои потекнуваат од комунални услуги. Заработката во извршителските канцелари е од предмети на реализација на големи парични побарувања на банки со хипотеки. Еве тарифата, јас може и слободно да ја оставам. Најголемиот, 70... Кој се на врвот на листата на побарувања за најголеми приходи? Преку што се остваруваат? Преку реализација на хипотеки, тоа се банкарски предмети. Најголемиот број на предмети, 80%, може би и повеќе, потекнуваат од овие комуналните услуги. Тие се барања од 500 до 1000 евра. По неплатени неколку сметки. Еве наградата на извршителот. 2400 денари. А ако основниот долг 500 денари? Значи, можно е, го зборуваме. Не е можно најчесто. Ако министерот кажа, проблемот настана со старите судски предмети. Тие пари и од 500 денари на 25.000 ќе се зголеми. Не е за извршителот. Тоа е каматата која се пресметувала на предметите кои спиеле со години во суд. Значи, Еве ги. Не, имате ве молам, еве, И ние правото, се залагавме. само за момент, И се правото е залагавме. многу логично, сваѓате. Каматата да не го надминува главниот долг. Се извинувам. Точно наша идеја беше. Се преговара со Министерството. Помошникот многу убаво кажа, надвори од нивниот домене, да се смени закон за облигации. Точно за овие предмети. Тоа е таа социјална грижа. И јас сум била на извршител. Се извинувам, Значи, се извинувам, ве молам. Каматата да не го надминува главниот долг, да не дојдеме во овие проблематични ситуации, кај што за неплатена сметка од 1000 денари за струја, треба да се наплатат 35.000 денари од 2005 година на камата. Значи, ве молам, А начално, ќе завршам, ние немаме проблеми со новите предмети. Сите овие проблеми све настанува од трансферот на старите судски Тоа предмети. воопшто не е точно. Значи прво, Не, немаме ве молам. Сакам Прво, уште едно нешто да... не може ве молам, ве Ама ние молам. ве слушаме ве цело молам време. сега, само да дослушаме најческа, ве молам. Ама Да, ве сослушавме вас, сега повелете, ве молам, имате забелешка дека значи, тоа не е така. прво не е точно она што беше кажано дека странките се известуваат во секој дел од постапката. Не е точно. Имаме многу странки. Апсолутно е точно. Ве молам, Кога се не е противам, точно, точно. лажете.
Значи не е точно. Владата Имаме се голем буквално број лаже. странки, имаме голем број странки кои што Не е и ни да ви вотот. кажем и јас сум била меѓу нив, кои што не добиле апсолутно ни писулче. Само блокада. Тука е таа спрегата. Значи, кога не се кажува на луѓето, а добиваат завршно писулче. Второ, каде е неводењето сметка за она што представува најповолен дел за должникот? Да речиме, имаме вработен човек. Така, зашто на вработениот човек би му се блокирале трансакцијските сметки, а не се искористи можноста која што ја дава законот за извршување, да се појде кај работодавачот и работодавачот да му запира 1/3, 1/4 или колку треба од платата, кое што ќе биде многу подобро и многу похумано и поповолно отколку да му се блокираат одеднаш трансакцијски сметки и да треба уште да плаќа на банките провизија. Така, значи, Согласно за должник. трето, она што е главниот проблем и кое што произлезе и од вашето зборување и од зборувањето на министерот за правда е дека всушност не постои фактичка контрола врз извршителите. Односно, многу лесно се префрла топката од една на друга институција или се создава таков систем во кој што граѓанинот не знае на кој начин да ги заштити правата, не знае кај кого да се обрати и е оставен сам да ги брани своите права. Кога станува збор за голем долг, најверојатно и ќе се впушти во целата процедура. Меѓутоа, кога станува збор за 1000, 2000, 3000 денари, што ќе речи? Ексик нека е, ќе ги платам, само да не се гњавам со судови, да не се гњавам со извршители, да не се гњавам со докажување и слично, дури и тогаш кога има право. Значи, тука е проблемот со вас, Министерството за правда. Тоа е системската грешка за која што треба да седнете, да разговарате со граѓаните, да разговарате со експертите и да пробате да го адресирате и во овој закон и во другите закони кои што се разбира поврзани со овој закон. Да се надоврзам, значи во контекст на реалниот долг и контекст на виртуелниот долг, она што цело време го зборуваме, на кој се базира и финансиски геноцид врз населението во Македонија. Буквално луѓето се во должничко робство од извршителите од банките приватни. Во контекст на основниот долг, кој најверојатно е некоја сума 2, 3, 4, 5.000 денари. Тој долг се претвара во лихва, која нормално ако е 2.000 денари и кога ќе стане 50.000 денари, тој нема веќе никаква основа ни да биде основен долг. Значи основниот долг е преплатен. Постои пренаплатување и преплатување. Јас тврдам дека најголем број од граѓаните во Македонија, од физичките лица, веќе го платиле и основниот и сите останати сметки преку оваа лихва. Математички, ако земеме преку лихвата, све е платено. Како не? Лихва е во прашање. Кога човек кој зема 12.000 денари плата, ќе му одбиеш 1/3 од платата. А единствен хранител во семејството, тој не може ни редовната сметка да ја плати. Дали ме разбирате вие? Дали вие знаете, дали вие знаете, морам да ви докажам, дали знаете колку луѓе во централно градско подрачје има кои се исклучени од ЕВН, зашто не можат да плаќаат, живеат без струја во 21 век, кои јас ги документирам? Знаете ли вие колку има исклучени од водовод во Скопје, затоа што немаат пари да ги платат лихвите на нотарите и на извршителите кои се приклучени на јавното предпријатие, уште се вика јавно предпријатие водовод. Така, значи луѓе во 21 век живеат како во 18 век. Знаете ли што е тоа? Тоа е тотален социјален геноцид. Тоа е уништување на ткивото на луѓето што живеат овде. Затоа си одат. Јас се прашувам на кого ќе извршувате кога сите ќе си одат. Пензионерите ќе останат над 80 години. Јас се прашувам, ќе нема кому да извршувате вие. Еден ваш извршител се извинува. Вемувам Вели Дистовски каква врска има со Министерството за правда. Министерството за правда веројатно постои за правдата на граѓаните пред се. Така, значи ние зборуваме тука, ако зборуваме за 100.000 сметки, 200.000 или 300.000, хранителите со овие сметки на своите семејства, зборуваме можеби и за половина држава. Ако тоа Министерството за правда како не го да интересира, напаѓаме, а не како да најдеме решение. Не. Значи, ако ме слушнавте во третата реченица, све ќе ви беше јасно. Тоа што го разговарав јас со здруженијата, со да бараме представниците, решение. јас, како мој предлог, заклучок го доставив до владата. Ево што барате вие. Тоа, баш тоа. Одлично.
И сега? Сега ќе На очекуваме владата е рок. одлука. Сега Да. пред 2-3 дена го изработивме и го доставивме. А дали може би давате Чекайте, неки малце, тоа е сугестии за промена, друга интерсекторска соработка со другите Секако, министерства? во Како делот на министерство? финансии, најповеќе во делот на финансии е сега. Но, да. Другите Значи, имаме проблеми ке. што ги кажа Весна, ги Имаме решивме. ке. Значи полека ги решаваме, за 6 месеци ги решивме. Еве Со ги. Министерството за труд и Веќе социјална, влегуваме во со тие Министерството бази, за да правда, може они да сега ги влегуваат гледаме. во бази такви грешки. Што ќе да правиме кажам, случајно не сега? може да се случи. Значи што ќе правиме сега? Повеќе не може случајно. Сега да случајно. речеме дека ова било случајно. Значи така. не може да се блокира веќе во банка? Не, Може нема да се случајно, блокира? Примерот што го кажа Сега на господјата. моментов сега на Господјата што го Ангел. кажа примерот дека на социјална помош ќе излезе на Не, на листингот парижна на доста, да. Потврда министерството, излегува. они ќе Официјална видат и потврда готово. излегува. Значи Он нема излегува блокирање по- веќе трансакциски? Значи јас Социјална морам македонски помош. овде, а некој се обидува намерно да не Е, разбере сега, нешто. Ана, Не. Не можат веќе ненамерно да се случат грешки од типот на блокирање на сметка за социјална помош. Меѓутоа А може претходно да се се случуваше. блокира. Може да се Фино блокира. кажав, Значи јас. може да се блокираат сметки, ако така? може да... А другите сметки може да се дозволат. блокираат. Тоа Така. финансии ќе обрашате. Добро. Вака се. Веќе Добро, во добро, следната чекайте, дебата чекайте, ќе значи се селективно ќе ги... Министерството за Кажете ми меѓутоа, по кој закон банките се под правда. Само тоа да ми објасните. Значи, Не, чекайте да ме прашам нешто. Извршителот блокира, не банката, извршителот Извршителот не бара. блокира. Извршителот доставува налог за присилна наплата, банката блокира. И значи блокира. банката Она не, проценува. значи банката е Банката надвор од проценува. правниот Заплатен промет. промет. Банката е над системот. Над правото е банката. Значи тоа е за Браво за минице министре. Значи Не, банките браво, професор, може не. да крадат, Изработувате тези може мајсторски, да лажат. мајстори сте за Значи ние го Во правда работиме го знаеме конкретно. тоа. Значи државата Што ги ти се земи јавува? банките Зашто кои ќе се крадат. дебатата Мајстор. базира Јас на ќе се надоврзам Јас за ќе еден се закон. навршите. Јас ќе се Дали бо- вие извршителите блокираат сметки? Блокира, знаете кога? Ама Ако- блокира, Зошто? ма не е Ама важно јас- кога. јас ќе станам Ама и ќе- блокира. Значи, Нека мене, право, нека професор одговори. Ма не е Пенчев, важно кога. Со целиот респект према вас. Значи ве почитувам многу. Дозволете и ние кои практично јас 10 години го работам ова. Ако има значение некое, ако малку претходно се дослушувавме убаво, Агенција за вработување и имаме веќе влез да видиме дали тој човек е вработен. Ова што вие го напоменавте, а зошто не се издава налог 1/3? Веќе имам таа можност. Вие имате со законот таа може Па цело има. време. Ви доаѓаа Апсолутно. луѓето со доказ дека се од Во дека се момент, социјална дали ќе ме ранг. сослушате еднашка да докажам 3 реченици? Што кажавте вие Ако доста јас сум пати. блокирала сметка која законот за извршување ја дозволува, и ако на мојата посебна сметка пристигал некој прилив од 20.000 денари, 12 или 15, веднашка во предметот гледам, јас сум испратила писмо. Дали тој човек го примел писмото? Јас тие пари ги чувам. И покрај тоа што порано не беше регулирано со закон, со новиот закон е регулирано, веќе влезене како законска одредба. Тие пари да се чуваат 15 дена, да му се даде можност на човекот да дојде во канцеларија, да каже ова ми е претходно, пред да имаме увид во социјалната Добро, база. се други јазици Социјално, зборуваме, ова ми е вакилска плата. кула. Значи, ние немаме увид од каде е приливот во банка. Чекавме 15 дена да дојде со потврда од плата им дека е одговара. вработен тамо и тамо. Па еве Во да тој кажеме дека случај- инцидентен Останува прилив, а не е блокиран. прилив од редовен приход. Зошто вие веднаш го тргате тој? Да речеме човекот 10 Мора години да го плати долгот. Видете, Значи ние не ги па тука опростуваме доаѓаме ние долговите. до клучката на главниот Ама, проблем која засега и правдата кој го засека граѓанинот. Ама долговите јас, Значи, тој што го носи предметот кај мене, И тој може и да повторно си го со врати новиот предметот. закон, извршувањето, значи повторно законот ги штити Опростување на долгови не извршителите може на ниту граѓаните. министерството Ама да никој не направи, зборува ниту за јас. опростување на Ама долгови. видите, Имате акција, имам приходи јас и кои Ама се најдат чекајте. од плата. Ама Во видите, моментот нонсенс не е, зборуваме. не Не надвор се од плата. 10 години известен човек немал ниту денар прилив на својата сметка. Вие случајот го чувате кај вас. Добро. Стигнува известен прилив, Од каде? инцидентен прилив, заработел пари, бил Хонорар. да чисти улици Хонорар. и му дале хонорар од Го 10.000 носи денари. договорот. И Што носи договорот го- дека чистал и дека му дале 10.000 денари за Да, тоа. и вие ги што му враќаме, вика? ги Што? враќаме парите. Ги враќате Па како? парите. Ама ве молам, цело време ние Добро. зборуваме на памета, реалноста. Да, А не, имате закон а не, аве молам. Значи, Не, никој фактот, никого не напаѓа, фактот значи ние се останува. чуваме многу горши Фактот- од това прашање. Може уште Ќе еден мора податок да реагираме. кажам, ако Не, ве дозволите. молам, каков Пред памет. Народна Фактот банка- останува. 150 денари долг
се блокира сметка со 20.000 приход. 150 денари долг, блокирана сметка со 20.000 приход. Тоа е факт. Значи, ако го имаме овој факт во предвид, имаме проблем. Дали е проблемот кај извршителот? Дали е проблемот кај банката? Дали е проблемот тоа е кај тоа. едиси Така, кои си тоа е тоа. граѓаните бараат заштита од државата? Државата не им пружа заштита. Тоа е проблемот. Сме имале средби со банките. Сме ги Прекршен молеле, е законот. сме ги молеле. Значи, досега Единствено 10 банката години, има 11 увид од години е каде прекршено приливот. законот перманентно. И ние сме велеле. Перманентно. Дајте, ако Јас е од не знам дали ќе се плата, прости. не ми Проблем го е кај префрла банката. и сите пари. Чекајте Префрли малку. Ама Не, 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 банката не, е во не, не, не. Република Не, Македонија тоа се или во косел, Швајцарија? На Република Македонија. Значи, дали... Ама не е на Министерството за Дали правда, ја македонски ви Република- објаснувам вас. дали Прашајте го Република Министерот Македонија- за финансии, викнете ги прашајте го. Значи, ќе го дали реши. сте вие во влада или не сте во влада? Јас имам ресор друг. Господи Боже. Да се мешам во финансии, па вие се мешате во Ма ова е предметите на вашите срамно. колеги. Ова е срамно. Не, вие Да сте ви срамно. кажам, најсериозно е Вие срамно. сте Не, срамно. вие сте држава. Извршителите не се... Да, не се- ја во мојот треба да ги заклучок го заштити, доставив тоа до влада. граѓаните треба да ги Владата заштити. се ќе одлучи. А не банките. Вие излеговте Овој со предлог го податок дадов дека се до влада. блокирани еден дека во Македонија. Така, согласно податоци од Народна банка. Народна банка нема точен податок за оваа работа. Ајде, ама вие го Пред објавувате нивоа. тоа во јавност. Милиони Мислам, варијабилни. 635 Да. илјади трансакцијски сметки. Дека толку има овакво Дали вие отворење. ќе се согласите, се извинувам. Ама Дали ќе се послушајте ме една согласите? реченица, Значи, ве молам. Не можам Во да слушам моментот има флоскули. блокирано Не можам да 80.000. слушам флоскули, ве молам. Па вие Значи, ги ве давате молам, на јас вашите Јас конкретни Еве работи, вашата немам флоскули, пресконференција. немам ја флоскули. Моите конкретни. Активни милиони Значи, 635 илјади трансакцијски Се сметки. активни? Отворени Добро. во Република Македонија по вашиот податок од вашиот прес пред Народна банка. Имате Во ли моментот- план да ги вратите парите на Во социјалните случаи што моментот се се взеле? блокирани 80.000 трансакцијски сметки. Тоа е помалку од 5%. А другиот податок, да не навлегувам со бројките, македонскиот народ уредно ги сервисира обврските. Во извршителски канцеларии имаме 1% од вкупните сметки кои излегуваат во Па ние, Македонија. доброто е нашиот менталитет на да е познат дека Ние- тука се одговорни луѓето, Точно веројатно тоа сакам остануваат. да го кажам. Крајни Точно сметки, тоа сакам да значи го човек кажам. ако не ги платил, не може да ги плати, евентуално не може да ги плати. Спасот кој се пара за Евентуално ранливите не може, категории. да. Ние сите Не се е во ранливи, ве ресорот молам, на сите правда, се ранливи. Македонија не сите е се кај ранливи извршителите. категории, тука се Туку согласувам, е да. Во, Веса, значи ние сме зборуваме тие. дека, значи, Системските извршувањето- закони треба еден по еден да се сменат за да дојдеме до последната И значи Весна, ние немој да ве молам, забележувате оваа за дебата во има контекст има на за цел за ревизијата. да дојдеме ние до конкретното да го лоцираме проблемот Сакаме каде и ние лежи да проблемот сакаме во и ние суштина. да го решиме. Суштината Ние е во правда- ревизијата нивна. Значи ве молам, ревизијата. Дали би се согласиле вие на ревизија на работата на извршител Се на комората за согласувам, извршители? денеска е четврток, Дали утре се согласувате се како согласувам човек? во Дали моја се канцеларија согласувате да како дојдат? човек? Да. Да им се вратат парите на сите Ама блокирани Мешате земени од- ревизија и враќање на пари не може. Па, после ревизија, е нормално дека ќе контрола. дојдат ќе има парање да враќање на пари. А каде Ако се се тие најде пари криминал, отидени? а ќе се најде криминал, бидејќи го има Јас еве, многу. во понеделник Значи, не ми нека оставате дојдат вие да вие докажам. кој сака во мојата Вие не ме канцеларија. оставате да докажам. Значи, не зборувам за вашиот случај, Мешаме зборувам за термини. вашиот. Викате од малку. една страна мораториум, па викате ревизија. Мораториум па поради замрзнување, ревизија. Па вика социјален бунт и све. Се е тоа Дајте да поврзано. не Зелен ќе си блокираме. добиете. Не, вие протести ќе си добиете. Тоа воопшто немој да мислите дека нема да го добиете. Ќе си добиете тоа масовно. Ама зошто вие ми се обраќате Значи, дека дали јас го правам закон? Вие доаѓате во името на комората на извршители. Вам ми се обраќам како борите. дел од комората. Океј, прифаќам, затоа и сум дошла. Вие го правите Дали сум јас надзорот, а не креатор сте го на направили. закон? Или е тој што го применува тоа што Вие некој не го законодавец применувате го донел? законот. Добро, Доколку дали не го применувам, сметате? си има начин кој да ми Вие Дали сте надзор. сметате дека е кривично Надзор. дело? Дали сметате дека е кривично дело до сега правено пред меморандумот, еве да речеме имавте некој меморандум направено во контекст на Министерството за социјална труд и социјална политика со вашата комора, дали е кривично дело што масовно се блокирале и не биле изземени од извршување според член 116 примателите на социјална помош и оние кои се исто така на такви надоместоци од страна на државата. Дали е тоа кривично дело, што се уценувани, лихвани, малтретирани, уништувани психички и физички? Дали според вас е тоа кривично Може да дело? одговорам. Прашувам. Е, па ајде пуштете ме да ви Ајде. одговорам. Доколку се изврши увид во тој предмет и доколку се види колегата како работел, па макар и јас сум имала социјални случаи, ако еден налог е испратен, не е реагирал,
Зошто правиме цело време апел? Доаѓајте во канцеларија. Донеси го решението дека си 90% од должниците дошле кај вас. Знаете ли, тој човек што зема 1250 денари. Тој е Знаете ли, иземен. министре, 1250 денари, колку пари? Ние правиме апел да доаѓаат во 1250 канцеларија. денари социјална помош. Он секогаш оди со тоа картичката да види дали ќе ги земе тие пари редовно. И тој А зашто сигурно не доаѓа оди во кај вас у пошта? канцеларија. Доаѓа Има. кај вас у И канцеларија. доаѓаат и не Затоа што во доаѓаат. банката му Знаете кажуваат. кога Не, во доаѓаат? банката му кажуваат. Кога влегува на благајна му Доаѓаат кажуваат. Блокирани откако сте од веќе извршител прв тој налог тој. се направил, втор се Не ме направил. дослушува. Се проверило последна, знаете кога доаѓаат? Доаѓаат кога Истиот ги блокираме. овој извршител А што ви го претходните спомнав со налози децата. Што Не ги е точно. даваме, Не е точно. Не е точно. реагираат. Кога Не е доаѓа точно. кај вас странката, еднаш, Не е ве точно. моли, Не може, два професорке, пати, вие ве да ми моли, кажете ви дали е дава точно докази, кога јас го ве работам молам, тоа. ви дава докази дека е примател на социјална помош. Не постои колега што нема да ја деблокира Еве таа. ви Не е ја точно. кажав, имам пример, ви кажав. Имам Што неколку не ја примери. деблокирал Да, таа не деблокирал, сметка. не, наплатил. Има. Деблокирал со Има наплата. начин со со наплата. дисциплинска постапка како тоа да се истера. Како можел и да тој лихва кој од да си одговара. како можел да лихва од 4000 Не го денари? употребувајте овој збор лихва. Лихва не е како Не не. е лихва, Чиста не. лихва. Не. Како не? Не е Значи, не лихва, се рекет основен е. долг. Не е лихва, Каде одат рекет тие е. пари? Или рекет Одат може како главен долг рекет, и мада и- камата. Рекет малку повеќе. Добро, рекетарски може да се изразим, уште Не, подобро. Не во ред, нивото, не, го спуштате Рекетирање. нивото на Не, со вие само- А го нивото спуштите е нивото. многу Вие го ниско. спуштивте. Вие го Нивото е спуштивте. Јас го многу спуштив. ниско, да ви Вие- кажам. Заради тоа што се крши законот, не се применува законот, никој не одговара за кршење на законот, нема соодветна реакција на државата, има воочен системски проблем, државата не води сметка за воочениот системски проблем и не се ни обидува да го реши во полза на обичниот граѓанин. Да, тоа е многу ниско ниво, ниво кое што луѓето ги прави заложници на она што представува многу лоша социјална положба во моментот. Така што, да, јас ќе ги платам парите, ќе ги плати и Ана. Има многу луѓе кои што не можат да ги платат тие пари. Дури и тогаш, кога имаат платено сметка, тие ќе одат и ќе платат само да им се деблокира сметката. Значи, тоа се илјадници случаи кои што не може да се докажат толку лесно на суд. Тие се оние случаи за кои што треба државата да изнајде системско решение. Се согласувам, пред почетокот на емисијата, на подготовките, дали дадовме, лично мој предлог беше, пред да дојде помошникот, дека овие дебати можеби ќе вродат плод. Меѓутоа се сведуваат министерот за правда, извршителите. Значи, нека се направи дебата. Клучот на решението не е ниту е во правда, ниту е кај нас. Него е малку поширок. Со банките во делот на блокадите, во земање на провизии, а социјалниот аспект не го решава законот за извршување, нити го решава извршителот. Мага создаваме каста. Знаете како создаваме каста? Еден судија колку зема плата? Не знам. 1300-400 евра. Не, помалку. Помалку. Добро, 1200, 1100, 1000. 1000 евра. Еден судија, возрасен судија, од 50-60 години, кој има огромно искуство зад себе. И еден извршител или нотар, кој има дневна заработувачка толку. Колку што е неговата месечна плата. А е под Министерство за правда. Значи е дел од извршна власт. Еме приватник, еме дел од извршна власт. Каква е таа чудна ситуација, абсурдна ситуација. Еме приватен, еме под надзор на Министерство за правда, кој е дел од извршна власт. Ненормална ситуација, да ви кажам искрено. Значи тука за се правда го измисли овој концепт да биде видете вака. приватно. Значи видете, Сите земји се- во значи, се Европа работиме имаат за извршители. приватници кои се Отворете, енормно видете. богати. Значи се работи за Каде што приватници. холандскиот систем е на највисок ранг Значи, за правиме извршување. правиме муабет за најниска, Најдобро, организиран. правиме муабет за плата Истиот е од принцип кај нас, 12.000 денари, потполно. знаете Кој во модел е математиката. земен кај нас? Кој модел? Холандски. Холандски Да, они се модел. на највисоко ниво во Европа, во И ние Да, стигнавме на да базата стигнеме на холандскиот холандјаните модел. и- Ние сме Најдобар е, на- не, најдобар е. Холандската Исто плата како што просечна се колку како е? што се Не, нашите не, просечни плати во Највише видиме време како имаме- Холандија. Не, не Модел. во таа смисла. Не во Модел. смисла на Само модел. за Модел, не во пари. Само за момент. Знаете Само колку само сакате да ве молам, направиме ве пропаганда молам. за телевизија? Во Холандија, Никаква во Холандија, пропаганда во прашање. Не социјалните вадете од случаи, контекстот. само за момент, Не го во вадете од Холандија, контекстот. во Холандија социјалните случаи добиваат 1000 и нешто евра плата,
тоест доколку е семејство, добиваат бесплатен стан со бесплатна струја, бесплатен интернет, бесплатна вода и слично. Во таква ситуација може да има таков Холандски систем модел исто на и кај нас. извршување. Значи, Значи, да кажам, како се тој апсолутно апсурд? граѓаните се заштитени таму. Значи, извршувањето е насочено текнало да земе холандски модел да го прислика во нашето. Најдобар е во цела Европа. За Ма, извршување. естествено. За Видете, извршување. ние Почнале сме социјалдемократски како сојуз. модел. Ве разбирам, меѓутоа... Ама сите не, почнале тоа е во Европа од нив да применлив гледаат. Од причина, тој е применлив во Холандија од причина Не, каде што не, некој госпоѓо други ставки. драга. Па Не, добро, госпоѓо вие драга. знаете дека ние сите си имаме Најстари, најусовршене. дека луѓе во Шведска кога нема да платат Тоа една се сметка, социјални така нели држави. доаѓаат дома тројца или четворица луѓе како инспекција од Така е. самиот од градот и се чудат и го анализираат човекот и го прашуваат зошто тој сметката не ја платил, нели па потоа му нудат Знаете ли вие психолошка дека- помош, па социјална помош. Извинувам, Далеко дали сме може- ние од таа приказна, значи Извинувам, затоа извинувам, изгледа многу дали Е, па може него смешно. требаше да земе некој од Бенгази. Не можеме Модел, да така, направиме полош да наш. биде. Па тепате дома. Е, па како Па уште тоа ако не реше да се тепаат нашите граѓани, јас не знам. Значи, можам. социјална не имате држава. да имаме најдобриот модел. Да. Вие велите Постои од римско право. предлогов на Значи, закон не не може да го чини. нема. Ама не Така ми викате мене, не чини. Предлогот на закон врзани не со е предлог на состојбата закон. која Не е која предлог. располага Еве не чини една предлогот на општество, закон. значи нашето општество располага со одредена социјална економска Не се слика. разбираме, исто се зборуваме. разбираме, апсолутно се разбираме. Не во дел на тарифи. Не се разбираме. Како апсолутно. модел на извршување. Да. Пошто и многу други европски земји прекрасен го е презело моделот. од холанѓаните, еден од најстарите во Да. Европа. Затоа Значи сега што треба да најдеме идеален модел на и дали нема, никогаш не. механизам Дали мислите вие- со кој за граѓаните ќе стигнат во ситуација да можат да ги платат да го платат овој прекрасен модел холандски за извршување. Значи ние се треба да Треба најдеме до холандски плати, прекрасен прво социјална социјален држава. модел, можеби да го пресликаме истиот холандски модел каде што ќе имаме Ама во нели, холандскиот контекст да го Холандски ставиме. контекст, да. Не, ќе ставиме Еве, затоа што да го сега ставиме тој да, модел да во имаат Белгија. примателите на социјална Во помош блиските наместо држави, 1250 денари примаат социјална помош, да примаат социјална помош од 1250 нели, еве, Тие не 1250 се должни евра, воопшто. па тие ќе можат тогаш не да се плаќаат должни тие. третина на Колку извршителите. да платат, Стигнавме до еден многу голем апсурд во нашата држава. Мислам, не знам, можеби и вас смешно, мене не ми е. Се надевам дека успеавме да расчистиме некаде, да стигнеме да ги Апсолутно не доближиме. расчистивме. Не расчистивме. Јас ви кажав, предлагам, направете панел емисија. Така, Уште ќе со треба да се вклучат и повеќе. Е, така да се вклучат. Би апелирала, значи во моментот да се лоцира кој и каде може да најде решение. Во делот, јас кај што Знаете сум каде е повикана- решението да се вратите во суд? Односно да работите како судски Да, извршители. Прифаќам. Така. Прифаќам. За плата. Нека, За ако 700-800 евра и така натаму. Ворете, Таму настана бага се проблемот. богата, Таму Јана, настана бага се проблемот. богата. Така, ама За вела кој ние се Добро, бориме. дали не, Таму дали е не, нормално не, овие не, приходи да проблемот ги има настана заради тоа што не социјалдемократите? работи како што Дали е треба, нормално не. овие приходи да ги има државен службеник? Дали е нормално, не знам како да го наречам, Еден приватно судија има државен? 4 Дали е предмети, нормално еден да ги извршител зема има овие приходи? 20.000 предмети. А судијата 1000 евра Па плата вие да зема. рековте дека некои Па извршители судијата- имаат 200 предмети, зашто сега 20 Затоа имаат мала стана? заработка, значи си има зашто и затоа. Значи, па Ќе добро, кажам ајде уште- да се решиме 200 или 20.000. Видете кој Како има мала ви- заработка сезино? Рековте кој има мала заработка? Дел од извршителите, некој од нив. Значи ние сме 101, секоја канцеларија е различно организирана. Немете солзи А кај имате и привилегирани, некој значи, има оние 20, што немаат. 5, 10, 15. Тажно, тажно. Кој Тажно, колку има многу работа. тажно. Многу Тажниот джилатски- живот на извршители. Джилатскиот тажен живот. Да. Така живот. Воопшто не е Така во бе ред доживуваат тоа, не е луѓето. во ред, не. Значи луѓето знаете како бе доживуваат. Јас имам средба со луѓето. Значи јас имам А може ли да ме покана Мана Може во ли јас понеделник секојдневни дојдете заедно со професорката, јас имам Јас ќе дојдам и со едно од 300 луѓе со мене. со сите 300 Сите да ги не се сослушат. плашам, дојдете кај мене во канцеларија, одвојте време, еден работен ден, поминете го заедно со мене. Не најавено. Да не речете дека јас се Да подготвувам. направам репортажа за вас сакате. Не да направите. Сами да стоите. Еве, Не, чисто репортажа до можам мене, да направам за вас. Направете. Да видите како се работи во канцеларијата, како се однесуваат, не најавено. Весна, а не повеќето најавено, од пратете повеќето од други вашите луѓе. колеги воопшто не се во канцеларија. Ги примаат замениците, значи повеќето од ваши колеги, значи се кријат, бегаат затоа што разјарени луѓе ги чекаат, луѓе Кога на кои сакате се во земени Бомора дојдете? куќи, луѓе кои со полиција, како најголеми криминалци им се земани во куќи. вашата канцеларија? Во кај мене 7 се вработени, со семена 8.
Се извинам, процентуално од овие приходи кои ги имавме вид веќе се објавени во одделот медиумиве, еве некаде во 2014 се заработило чисто 250.000 евра, значи за една година, колку процентуално оди тоа на плати и расходи на канцеларијата? Ако може само да ни околу кажете. 60% оди се. Околу 60%. Да. Така. Тие си се официјални податоци, тука нема земени се од завршните Значи, сметки. не е Неблагодарно проблем, да прашувам вистина. Гордан Станковиќ колку има вработени? Имате вие Преку сигурно, ама 20, колку? 25, 20, Колку да. па, не знам сега, не сум била у канцеларија. Преку 20, тоа е една од поголемите канцеларии во Тоа е Македонија. цела фабрика за... Значи ви кажувам, не е проблем во извршителите, не е проблем во банките. Значи, секој кој ќе си види можност да си го крши законот без за тоа да одговара, кој што ќе си види можност да си се богати на сметка на граѓаните без за тоа да одговара, фала Богу дека ќе го искористи. Значи проблемот е во државата. Затоа излеговме на улица, заради тоа што имавме држава која што не се грижеше за граѓаните. И сега од оваа власт која што ја донесовме всушност преку улицата, бараме да го смени од тој начин на делување и да стане власт која што ќе донеси такви законски решенија, такви институционални решенија и такви пракси кои што ќе ја заштитат единката од самоволието на извршителите, од самоволието на банките, од самоволието на моќниците. Тоа е работата, значи не е работата ние сега како граѓани да одиме да протестираме пред некој извршител или да се расправаме. Не, ние бараме од државата да не заштити, да донеси таква законска регулатива која што ќе оневозможи некој извршител или некоја приватна банка да не краде. Тоа е идејата. Тоа веројатно и со механизмот на преземање одговорност на оние кои тоа го правеле ќе мора да се направи, затоа што праксата покажува секојдневно ние се како расчистуваме со некакви механизми што би ги правеше минатата власта кои беа на штета на граѓаните, така се повеќе колку никој не презема одговорност и затоа веќе се извинувам беа толку големи барањата, значи од страна ги кажувам исто и јас, за тоа да се превземе одговорност натре во комората кој тоа го правел. Јасно и гласно да се каже, дисциплински да се санкционира, се одземе лиценцата ако треба, Имаме да такви одговара случаи. и за криминал. Имаме, Значи имаме. ќе се побараат од институции Има активни надлежни постапки, за значи ние гонење не на бегаме криминал. од одговорност. Финансиска полиција, зошто пак да не? Така, значи има институции Значи, кои тоа ќе има има. активни јавен постапки. Значи, Ова е јавниот за него. обвинител Се исто водат така. активни Да, за него е. дисциплински постапки, се водат активни судски постапки. Јас очекувам државниот јавен обвинител да покрене за Нека, се залагам и јас. Значи секој да влезе, нека дојдат кај мене у канцеларија, нека гледаат све. Дали ја Весна, не зборуваме за вас. Вие како да се браните, така такво чувствувам јас. Како вие да се браните, како да се на судење. да ми импутирате да дадам заклучок Вие сте за одредени представник, други представник канцеларии. Меѓутоа јас не можам да знам што се случува. Зошто председателот не дојде или заменик? Имате Во заменик? моментот не е во Не е во Македонија. Македонија. Имате заменик председател или вие сте заменик председател? Има управен одбор, меѓутоа Одлучија вие Да председателот се надеваме дека ќе дојде во следната По- дебата, ние ќе ја продолжиме ова во Ќе сега ја продолжиме, меѓутоа јас би советувала малку другите фактори. да ги проширите оваква другите фактори. Значи, ќе ја Бидејќи префрлиме се топката лоцираме на од- правда и ова на тие што во моментот не можат тоа. Не сме Министерство за труд и социјална политика, така? Колку е Не тоа сме ние, сурово, не сме министерство и сите И извршители вие. истото го кажуваат. Кога ќе им се влезе у канцеларија, кога странката ќе каже немам пари да платам, па ја не сум социјален работник и ова понашање. Ова е понашањето. Не го прифатам. Знаете колку нечовечки се однесуваат? Не го Знаете дека прифатам. ги кршат сите човекови права? Знаете дека истиот овој извршител, послушайте ме само ова, со двете деца сираци, на друга мајка, која е мајка самохрана, вдовица, со 3 малолетни деца, перманентно целата плата ја земал 5 месеци. Целата плата ја повлекува. Дали е пријавен во комора, дали е пријавен за Значи, жената злоупотреба? беше избезумена. Она напушти држава, ја отиде во Канада, затоа што не може да преживее. Избезумена беше. Она доаѓаше на нашите собирања и така. Значи, едно зрнце во морето кршење на закон. Што да ви кажам? Проблемот е што мора тоа ревизија натаму се продолжува. Додека не се преземе одговорност, тоа ќе продолжи. Значи секој ден во овој момент додека трае дебатава, јас сум сигурна дека има денеска само денеска 100 такви случаи. Значи нели според некои истражувања тоа го Еве покажува. годишно нека бидат 120.000 предмети примени кај извршители. Од тие 120.000 предмети,
Свето сироти. Секој има право да си поднесе приговор до председателот, до Министерство представка, до комора. Добро, бидете представка. доблесни и Господи кажете дека Боже. тоа е навистина служено за А да кој не ќе е напише тачна приговор за социјална некој медија? полуписмен Општо човек бе, што Значи, вие адвокат се за приговори, земја? знаеме каде живееме. Ајде, Ние живееме ве ниту во молам, Шведска, не се ниту во Холандија, измотавајте. уште Меѓутоа, помалку. на Ние крајот на живееме во Христо, Македонија. Јас пишувам, а 99,9% И разговараме не затоа што пишуваат сите приговор. сакаме ово Јас носам општество нели да зборуваме- стане општество на граѓани, зашто се Зборуваме залагавме генерално за- на улица. Не може Нели? да Ма, ајдете, Не се молам. во Некоја баба од 80 години ќе пишува Сега ќе ви кажам приговор. отворено. Се горе-доле ни се Господи појавуваат нас Боже. 1% на исти луѓе. Земал мобилен телефон од Мобимак, не плаќал сметки. Од таму отишол, ги баталил тие, отишол во Космофон, земал таму телефон. И таму не плаќал сметки, отишол И во затоа сега треба да плати 5000 евра. А основен долг му е 300-400 евра. Меѓутоа, кога добиваме предмет, кога ќе се стави матичен број, одме излегува. Ако ви кажам дека Значи 20... имате, веднаш имате увид у личноста, така, чим матичен број ви излага, така, претходно велите дека немате увид во многу работи. Кога ќе добијам ана барање, значи не ми импутирај. Ама Добивам се- барање не за ви видувам импутирам. предмет. Што преска се правевте дека Име, презиме, матичен број во мојот систем. Веднаш ка излегува дали тој човек има други предмети кај мене. Ако кажам дека 20-30% се истите луѓе, Не верувам. повелете и дојдете и ќе видите само автоматски се појавува. ИБР 2012, 13, 15, 16. Кога ќе се отворат Добро, тоа не е предметите- толку страшно, нели, за да треба да се применуваат некакви драконски методи врз некој човек што имал желбајте да има мобилен телефон, Да, а не може да си го возиш. Ама од друга Нели, го страна, крши тоа законот, што се ќе тие биде доверително криминалец, изгледа, зашто не меѓутоа ќе не наплаќаш? треба да биде Криминалец далеко ли е од тој крв, да човек? се разбира. Криминалец ли? Него ни Не, ја не верувам во вакви случаи. Добро, Ова е ќе мора да измотавање, завршуваме. ве молам, Ве измотавање. молам. Така, Добро, ве молам. значи ќе мора да Јас само уште едно Да. прашање, дали ќе продолжиме со тенденцијата како дали ќе продолжите со тенденцијата како социјалдемократски сојуз, бидејќи сте социјалдемократски сојуз, да извршителите и нотарите продолжат приватно да работат, односно приватно генерално, а и под надзор, нели, на... Дали ќе продолжи овој систем? Да, Ќе дали извршителите, вие нотари? лично како Да, сега ќе вие продолжи. така, не вие го може да се застапувате врати да. назад. Вие Значи тоа што една говорите, од тие 19 две професии нема да се врати во контекст Една на од тие судската две власт, професии нема каде да што се е врати во местото контекст во на Македонија. судската власт. За да се реши проблемот, овој проблем сега, мора една од тие две професии да се врати во судот. Не мора ништо. А не Профит сакате да прават. отворите расправа Можеме за да ви тоа? дадеме Зашто не анализа? сакате да отворите расправа за ова? Можеме да отвараме расправа за било која тема. Тоа не Вие е сте проблем. Ама направиле рековте нема да се предлог врати. закон во кој ги зголемувате ингеренциите на... Не рековте на ќе отвориме расправа, ќе анализираме, туку Тајкуни го рековте нема пишувале. да се... Тајкуни седнале го пишувале со приходи од милиони евра. Па на тоа ли да го гледам? Јас ги застапувам од доле доаѓам. Јас ги застапувам луѓето што има 200, 100 евра, социјалци. Не сум на страната на тајкуните. Јас знам имиња на тајкуни, нема потреба сега да ги именувам, кои не плаќале вода по 10 години. Кај кои не се дрзнувате да пипнете од страв. Нормално. Има тајкуни што не плаќале ништо. Не Богати се луѓе. согласувам, ана ова е Богати луѓе, многу богати луѓе кои може да ги подмират долговите на сите социјални случаи во Македонија на кои вие сте извршували противзаконски. Тоа ви го кажам отворено. Дали сме извршували противзаконски или не? Значи немојте еднашка да завршиме. Добро, Па, тоа што ќе е се тоа со други социјалните инстанции. Постапки. Ние Значи рековме- импутирате од Добра, старт дека не, е не. категорија која генерално работи противзаконски. Не се согласувам. Доволно е добро, еден така, случај да идете. имате да е противзаконски. Значи, Значи, тој вака. еден нека одговара за тоа што го направил. Нека Добро, се не ми одговорите процесуира. на прашањето. Нека бидат свет. Дали се плашите да им извршувате на големите тајкуни во Не, Македонија, не. кои по 10-11 години вода не плаќале? Па зашто Не. тоа тие немаат платено? Зошто немаат платено? Треба да прашате доверителот зашто не поднел барање до извршител. Да ви кажам јас дека кај мене Многу у добро се канцелар- познавате со доверителите. Многу добри со Со банките. кои доверители се познаваме? Македонија е не мала носите- држава. Вие од старт доаѓате подготвени и одите во еден правец, немојте така да зборувате. Па ја би била среќна да добијам предмет против тој тај. Ќе продолжите ли да блокирате сметки? Воопшто Воопшто сметки? дозволува? Не Зачирате ли? дозволува Ние закон. велите колку што ве разбраш што доверителот не сака да Они ќе притиска блокираат. таму затоа што Да. Не, он не вреди ништо. Право на Да, доверителот е Министерството дали ќе да. поднесе Блокира. предмет Он кај сака треба да да се Судовот блокира. се плаши да Мора да товари се некој блокира. тајкун, односно поточно да се ги Ама вие наплати гледате, пари. Ако кои не го зборови слушате, не може да дојде вие до нив. употребувате Да. зборови се плаши, не знам што прави. Они Добро, се но, крајната но инстанција. тие не притискаат Значи кај ја вас, примам притискаат предмети за преку пошта. Овие од социјални Преку пошта случаи. денеска мене ми стигаат предмети. Не смеам да одбијам предмет да работам. Значи,
По закон за извршување, извршителот не sme да одбие. Ептен треба да дојде на моја мајка или си има одредени случаи кога треба да се изземам. Да, знам го. Колку е суров нашиот закон? Како јас се чувствувам кога Скопје како е мало. суров или ховарски Сега зборуваме од човечки аспект. Кога јас ве запознавам вас, а утре може да добијам предмет. Весна, И ја немам ви опција благодарам да за се изземам. доблесноста што го констатиравте законот за суров. Да, законот е многу суров. Затоа се вика закон за присилно извршување. Значи не е доброволно. Имал човекот право доброволно да си плати сметка. Се донела во суд пресуда. Има 15 дена доброволно да го прати. Затоа уствари постои закон за присилна наплата. Како може да биде суров, а во него да вика? Значи, треба да се заштити достоинството на Се човекот. штити и се внимава треба на тоа. да се внимава Се на внимава. се она што представува загроза на човекот и на неговото семејство и треба извршувањето да се спроведе на начин кој што е поповолен за должникот. Токму Значи, е. задача на извршителот е да најде начин кој што е најповолен за должникот. Тоа е она што го правиме. И сакаме министерство кое што кога ќе му кажеме има проблем, да кажи ќе го испитаме проблемот, ќе го анализираме и ќе видиме, а нема да кажи да, па сигурно ќе си продолжат вака да си работат извршителите и да, блокирањето Тоа е е добро. апелот, да доаѓаат во канцеларија да го кажат најповолниот начин за нив, а не да се чека последната блокада, па дури тогаш да се доаѓа. Дали е нормално да се блокира сметка на личност пензионер кој зема 7000 денари пензија? Самиот фонд не ги блокира тие, тука завршуваме. Вие барате, имате налог, давате до Фондот банката не за... известува дека не може да го извршува бидејќи е Вие сакате минимална да кажете, пензија. отколку што И разбрав тука за веќе дебатава, завршува. Нема извршување. Извинете, значи ве разбрав дека банката е виновна за блокадата, не сте Добро, вие така? одиме сега на фондот за пензиско ме прашав. Не, се Не, за враќам назад банката. во контекст на банката, дека банката е виновна за блокирањето, не сте вие. Дека Долгот банката е постои. таа што блокира. Банката блокира, постапува по мојот налог. Аха, а по јас налог. немам па евиденција. ете го изворот, изворот вие на викате Амазоне во блокира, Анди. и таа блокира. Изворот на Амазоне во Блокира. Анди, па од кај Да, вас тргнува да. тоа. Од изворот. Значи, Зошто е блоки... апелот Вие уште сте еднаш го кога што барали. вие не сакате да го чуете или не ви одговара за да пренесете на крај. Мене не ми одговара да гледам 70 годишна, 80 годишна жена пред шалтер на која ја кажуваат, пред на благајна на која ја кажуваат дека е блокирана сметката и која ја фаќа срце. Тоа не сакам да гледам. За 190 денари. Не разбирате, за 200-300 денари. За неплатена радиодифузна такса? Не, за Е, некои за било заборавени што. 300 денари Ама за уште не има јасно дека за вода. Значи, За вода сега најсиромашни. веќе така новата влада е укина радиодифузна такса. Народот не знаеш и тука плюкаа по нас. Уја пак ги извршуваше ајде. тие решенија. Големите Извршителите тие достижи. предмети не стасува, Не, а пак мислам, вика големите кажат. извршители. Така, разочарувачки, навистина разочарувачки една работа која мора да констатираме, ќе се согласиме сите дека ние имавме и се уште имаме институции кои треба да бидат за граѓаните, а не да се држат настрана од граѓаните. Дали станува збор за организиран веќе мегаинституционален криминал, значи јас не. ќе си дозволам слободно тоа така да го наречам. Се надевам дека Министерство за правда подразбира голема работа, тоа не И е мала финансии. работа. Министерство за правда, тоа така гласи, за правда. Нема таму ништо смешно во законите, значи не е ништо смешно онако што се нашаливме околу законот дека е преземан од Холандија. Се надевам дека за колку време очекувате вие од собрание одговор на овие ваши препораки од средбата Од со влада. граѓанските Не, од асоциации од Од влада? влада. Сега ги упатив до Да. влада. Влада треба да Ќе формира комисија и за И 3 од таму години. на собрание. Владата ќе одлучи. Очекувате 3 тоа години, Најскоро а што до може. тогаш геноцид. Најскоро што може. Ќе си работат, они ќе си работат, не пречат. Каков е вашиот општ впечаток? Дали се согласувате дека ова е немилосрдно што се прави до сега? И покрај тоа што законот го дозволува? Вака како човек ве прашувам. Не, јас не можам да кажам дека нешто е немилосрдно или милосрдно. Се сложувам со професорката Ве Најчевска. прашувам како човек овој пат. Предходно, да. Да. Мојата кариера како адвокат, секогаш сум се борел напротив исто тоа што го кажа професорката Најчевска. Ако должам 300 денари, земите ми ги од Светка, не мора да ми блокирате сето да одам јас ја по институцииве да регулирам дека треба да ги земете согласности да ви давам и слично. Околу тоа немаме двојба, ама тоа не е до овој закон. Не може да се регулира со овој закон тоа. Тоа треба да се регулира преку Министерство за финансии во начинот на работата на банките кои се дел од платниот промет. Тука не се. Погрешно е адресирано прашањето.
велите дали ќе останат нотарите и извршителите, да, цела Европа ги има. Истиве. Значи да се вратиме, ако го вратиме во судовите предметите и слично, значи ќе се вратиме еден век наназад. Не е Тежнееме кон Европа. Секаде ги има во Европа. Не на ваков начин. Различни им се можеби на ваков надлежностите и начин. моделите, али ги има. Не е ова. Не е ова. Вако Треба нешто. да се Нема спречи потреба Ова не е од виден. Ова не е виден. Тоа што го бараше здруженијата и односно представниците кај мене да се сретнат, да извлечеме заклучоци и јас да дадам предлози, јас го направив. Сега останатото е на владата. Јас го видов Пред неколку закон, дена прилог законот. сето тоа. Не се регулира со овој закон тоа. Јас објаснив каде се регулира, што се бара и каде треба да се интервенира. А ја ви кажав што може со овој закон да се регулира. И Јас има ве иницијативи прашав. за Јас ве интервенирање. прашав. Има иницијативи дали- за интервенирање. дали- И имаме разговори. Лесно е со јавните предпријатија, тие се во надлежност на владата, тука е лесно. Поранешен адвокат сакам да Со го прашам нешто. приватните компании веќе почнавме разговори да видиме што можеме да направиме околу каматните стапки на тие стари предмети. законот за облигации. По 15. Не, да договориме да се отпишат. Од 2011 година. Не, Уште да се постари отпишат. Од 2011 Да се година отпишат наназад. вкупно. Наназад. Вкупно да се отпишат. Наназад. Од која година? Предлогот на пратениците На од сите стари 2011 да трансферирани почнат предлози. да Која година? течат. Па има и од 2005, од 2006 Не, има. од која година? Да, Наназад. тоа Е, Да тоа не е течат проблемот претходно. на што нема застарба Е, ние работиме пред да луѓе. ги отпишеме. И па јас остане тоа нето, велам дека треба главниот од нив да има дол. Колку ви застапи. бил 3? Кај нас убиство застарува побрзо од колку да, долг тоа е за... веќе нешто Ама е сепак разумно. процес. Тоа е процес Значи, ја не кој можам од тоа не може утре да се случи. 15 но март ќе кога се трае. видов Да. со луѓето до денеска да ви речам. Ама не сте ги викнале на јавна расправа. На јавна не. На јавна било, расправа. тоа било Здруженијата? Да. Не. Не сте ги викнале. Еве одговор, не лажам, не. Ви кажувам, не сме ги Зашто? викнале. Имаше повик, Затоа кого што има викнале? вакви прашања. Значи Зашто? имате здруженија 20, не можеме да ги викнеме сите. Не, Не може. 4 здруженија водат оваа. И затоа е направен Четири здруженија енерод. водат оваа. акција. Затоа е направен енерод. Ама Не 30 може други да души биле А викнати. листопадската комора била викната. Невладините кои се занимаваат со Значи ова 30 област, други биле викнати. Кои се тие Здруженијата 30 не зо- биле. што Не се биле го- здруженија викнати, Не, не биле 30 имало Не, не присутни е точно. таму. Така рековте. Тоа е вкупно со министри што беа присутни од имаше од И еден ресорот човек на- немаше од здруженијата. Еден единствен човек немаше. од Зошто? економските ресори, со оглед дека сакавме да чујат сето ова. Е па не го Не слушнале. го чувме. Немало кој да им го Не каже. знаеме. Значи ние знаеме за Дури нивните вие кога представки го не се од пративте вчера. предлог Значи, законот, тогаш Стигнати се до дознав. правда и до влада. Сега го И дознав, порано пред стигнале. 5-6 дена. Сакавме да ги изложиме сите проблеми и баравме да има и од министрите без ресори и од министрите Ама не сте ги за викнале економски граѓаните. прашања на таа јавна дебата да се изнесат. сите Ама не ги работи. викнавте граѓаните да им кажат. Граѓаните ако ги викневме, ќе ни требаше држава, 1,5 милион да ги собереме. Не, имаме Тоа е- 4 здружи. тоа е Ова е демократија, смешно. Ова е господине. смешно. Тоа Ова е е демократија. израбно да ви кажам. Не е- Јас да сум на ваше место многу би се срамела. Има енер, некој друг Демократија треба е да се тоа, срами. така се вика. Има енер, 20 дена е. Слободно читајте и какво енер? пишувајте. Значи јавна Не, расправа. не така. На јавна Јавен е расправа не сте ги енерот. викнале. Енерот е На јавен. јавна расправа На 2 која што вие сте февруари не сте организирале не сте ги викнале. Имало јавна расправа, Не може на било кој јавна да влезе расправа таму. не сте ги викнале. Не Крај. сме ги викнале, одговори. Напишав на Не мора да интернет, па повторувате ти 20 најди пати. го. Не сме ги А викнале, во редно одговори. за обликација. Напишав на Тоа е интернет, тоа најди е- се тогаш. Јас Ответи сакам се. ова да ви го дадам, бидејќи професорката Сакам беше само на уште едно почетокот прашање да дека поставам. законот за платен промет. Значи, Го знам законот за Значи, платен ќе промет, јас но сега Сега на прочитав. пресконференција да кажете Значи, што е експерт го решение подготвуваше ова, значи експерт го подготвуваше ова, Вемо. така да немој да се Се сомневате. окружи. Нашиот приговор и нашето Да, прашање па до тоа Народна банка, го очекуваме има си одговор, ќе видиме ставено во правната нивните служба на барања, Народна да. банка што ќе одговори. До Ќе Народна видиме, банка. Ова може истото ќе е одговори ставено. сосема Да, вие спротивно. велите- Истите Нова, овие ставки ваше кои мислење. сме и кои не сме тоа да го Доставите го правиме. до Па вие кабинетот го на премиерот, тој објавено е на одговор. порталите Да, дека ќе го Да го се спојам работи со против мојот- законите, со моето криминал е известување бидејќи и да не си сме. можеме да криминал Законот заплатен дека промет е сме. се работи за криминал, не сме да се блокира сметка. Па и ве прочитајте го член Вие 2 давате од Закон за налог. платен промет. Значи, Налог врз основа на Ама законот не за ви одговара извршување. професорке, еве ви го пред Ама вас го читав, член 2. па го читав. А зошто на порталите излегувате и кажувате дека упорно се работи против Врз основа на законите? законот за извршување има јасни параметри за начинот на кој што треба да работите. Тие параметри не се запазени со блокирањето на сметките на граѓаните. Тоа е тоа.
Ве А пред молам. Народна банка зборувавте дека согласно закон за платен промет решение за Значи ја не сум Јас зборела. зборував, значи јас Еве зборував, види, Јас јавноста зборував, да, излезе. и очекувам На одговор од почеток Народна не- банка на Република Ја имам Македонија. јасно Од- Затоа напишано. што има 17 луѓе во тоа тело. Жал ми е, 17 темата луѓе. е како што вели заменикот министер за правда, Многу треба да правници има целиот таму. народ да биде консултиран околу ова прашање. Ви благодарам многу што бевте гости во Маквас. Аз го Јас се ставиме на надевам референдум. дека овие наши забелешки и одботување на конецот мислам кој може да го има биде. закочено системот Може да да биде електронски потребата и референдум. барањето од системско Затоа решение. рековме Ќе системски најдеме. закони се врзани еден за друг. Да, И може не да може биде. Колку повеќе повторно да доглед и одлично, повеќе да. добра волја Проблемите во на многу 10 изгоѓање закони решение да ќе се се вратат најде. Проблемот не е извршителите, мал, да се проблемот е Да, огромен. да. Овој проблем Референдум. може да предизвика многу сериозни социјални проблеми и натаму. Значи, затоа сме денеска тука и затоа ќе продолжиме во серија ова да го решаваме. Се надевам на ваша соработка и Апсолутно натаму. има кооперација од и наша со страна и- интерресорска и медиумска и така натаму. Весна Проширете Деловска. го кругот, нека дојдат и адвокати, Така. и нотари. Значи сите фактори кои се вклучени во оваа процедура. Викнете од платниот Друго е промет од прашањето банките. како стигнавме ние до ова, меѓутоа да се надеваме дека во иднина нема да ни текне Ке да се земаме работуваме, најдобри можни модели, решение тука ќе ги бараме правиме сите. според оние кои нам тука веродостојно многу изгледаат изводливи. И единствено само така ќе стигнеме до некоја правда која е за граѓаниот. Весна Деловска, Оливер Ристевски, заменик министер за правда, професорката Мирјана Најчевска, Ана Глигорова, гости во Маквас. Ви благодарам многу. Се надевам дека ќе стигнеме до некое решение. Има решенија, да. На улица може би излеземе за ова. Или Може би референдум.